Почитувани гледачи, добро утро. Се надевам дека ова понеделничко утро ве наоѓам во добро расположение и дека ќе одвоите нешто повеќе од половина час да поминете со нас во нашата денешна 24 од Сестрце, во која што повторно имаме интересна тема за разговор. Денеска ќе разговараме на една интересна тема. Чија вистина е вистинска тема? Ќе одговорим чија вистина е вистинска вистина. Кои се предизвиците во комуникацијата? Како со некои луѓе полесно се разбираме, а зашто со некои луѓе потешко се разбираме? На овие и на уште многу други прашања денеска за прв пат во 24 од Сестрце Марина Анчевска, тренер за личен и професионален развој и основач на Центарот за бизнис психологија во Југоисточна Европа. Марина, добро дојдовте во 24 од Сестрце. Добро ве најдов, благодарам за поканата. Имаме навистина интересна тема за разговор. Верувам дека гледачите ќе имаат интерес да го проследат овој разговор до самиот крај на нашата емисија и секако со свој прашање да се вклучат во нашиот разговор во втората половина. Велиме чија вистина е вистинска вистина. На вистина е интересно прашање. Како да откриеме вистината и која вистина е вистинска? Ние секогаш кога комуницираме со луѓето, всушност сакаме да дознаеме нели што е тоа што сакаат да ни го кажат, меѓутоа најголемиот предизвик е тоа што ние гледаме, слушаме и чувствуваме со нашите сетила. Разговараме со луѓето, комуницираме со нашите минато и искуство од минатото и тоа никогаш не може да биде исто со минатото на соговорникот. Затоа е многу важно прашањето што е вистината всушност, што е реалноста, која креира реалноста, дали е реалноста надвор од нас или е во нас, па ние мислиме дека тоа што го гледаме околу нас е на вистина вистината. Да, сите гледаме различно на работите пред нас и околу нас и потребно е да бидеме умешни нели во комуникацијата и во разбирањето на луѓето околу нас за да дознаеме таа вистинска вистина која што верувам сите нас нели не интересира, што значи треба да бидеме доста умешни во комуницирањето. Да, меѓутоа комуникацијата најпрво започнува со самите себе. Ако ние воопшто не сме свесни за начинот на кој што ние комуницираме, тогаш не можеме да дознаеме ни како нашиот соговорник комуницира. Успешната комуникација е кога ќе го пренесеме тоа што ние сакаме да го пренесеме и другиот на вистина ќе не разбере. Тоа е успешна комуникација, значи тоа е двонасочно. Обично ние си кажуваме што имаме да си кажеме и мислиме дека другиот не разбрал и сме на иста бранова должина што би се рекло, меѓутоа често пати се случува да другиот е целосно изненаден од нашата комуникација и реагира сосема поинаку од тоа што ние очекуваме. Иако ние мислиме дека тоа е нормално. Да. И тука се предизвиците во комуникацијата како вистински да се разбереме едни со други. Така, вие сте, како што напоменав, личен тренер за личен и професионален развој. Нешто што во светот одамна многумина го користат и индивидуално и професионално да се збогатат себе си, да си помогнат во подобрувањето на сопствениот живот, во подигањето на личната свест и остварување полесно на целите кои што се поставени пред самите нас. Еве тоа вие го донесовте и кај нас во Македонија и сте основач на Центарот за бизнис психологија. Колку кај нас сега луѓето превземаат вакви чекори за да си го подобрат сопствениот живот, да имаат подобра комуникација и полесно да доаѓаат до вистината и до целите кои што ги имаат пред себе. Се повеќе и повеќе, значи се повеќе луѓе се интересираат за ваков тип на тренинзи, затоа што се побрзо и поедноставно е да се тргне од себе, за да се направи некаква промена, отколку да бараме другите да не сменат, да направат промена за нас. Че таа свест веќе ја имаме, што е многу значено, и од тука почнува се, затоа што реалноста всушност ние ја креираме. Она што ни се случува на нас како личност, она што се случува во општеството, е реакција на тоа како ние, како поединци размислуваме. Па на основа на тоа се креира околината. Така, тренер кога ќе се спомене како збор, многу често се поврзува со тренер за спортски, за физичкиот изглед, меѓутоа како треба нели да се тренира телото, така треба да се тренира и да се вежба и умот пред се. Да. И тоа е исто процес. Сигурно одејќи еднаш во теретана не можеме да направиме мускули, значи треба редовно да одиме, да го вежбаме телото, така и со умот, со мислите. Се тоа мисловен фитнес, да кажеме.
ваков тип на тренер, затоа што и на умот му треба дисциплина на некој начин, значи тоа се учи, се учи. Како што телото, физичкото тело можеме да го навикнеме на некои навики, така можеме и умот и мислите. Така и не е доцна нити физичкиот тренинг да започне во подоцнежните години, нити пак овој умствен за кој што зборуваме ви со вас. Секојаш се зависи од желба. Прво треба да се има желба, после треба да се верува во таа желба и да ни е важна, значи таа желба или цел, и на основа на тоа најважно е верувањето и вредностите. Ако тие не ни се јасни, тие не ни се разграничени, што е тоа во што верувам, што ми е мене важно и вредно, тогаш животот ќе ни поминува некако безцелно. И како што започнавме со разговорот, веројатно дека со самиот овој тренинг многу полесно ќе можеме да ја пронајдеме вистината и полесно да комуницираме со другите луѓе. Се изучува сето тоа, Да, се изучува. Значи NLP се користи, таа е техниката, невролингвистичко програмирање. Многу е важно, значи, да се тргне од себе си. Многу луѓе кои што бараат некакви тренинзи, посебно во организации, во компании, секогаш се бара вакво техники за да се биде подобар продавач, да се биде подобар менаџер, меѓутоа тие промени не може да бидат долгорочни доколку не се направи промена во личноста сама. Значи ние можеме да учиме било какви техники, меѓутоа промената е, јас секогаш викам дека кодот на размислување не се промени, се друго е краткорочно. Секојдневно запознаваме нови луѓе во комуникација, сме со најразлични карактери, со некој многу полесно воспоставуваме комуникација и со некој можеме многу полесно да се разбереме кога станува збор за одредени нешта кои што не интересираат сите нас и кои што не засегаат, додека со некои луѓе многу тешко можеме да се разбереме. Зошто постојат овие разлики? Зашто со некого можеме, а со некого не можеме да се разбереме? Прво и основно е како човекот комуницира, ние прво бараме сличности во едни со други. Додека не најдеме сличности, се бараме. Значи сме малце на дистанца, држ не да што се вика, по-нашки да кажеме. Меѓутоа не секогаш во одредени ситуации во компанијата кај што работиме не можеме со секого да најдеме сличности, затоа што имаме различни животи, различни интереси, верувања и вредности, и тука е предизвикот во комуникацијата. Меѓутоа основното е ако ние најдеме некаква сличност на интерес или на било што, ние ќе се разбереме многу полесно. Исто така е многу важно со кое сетило комуницираме. Тоа ги прави огромните разлики во комуникацијата, затоа што ако тоа е значи најнормален процес кој што се случува, сите луѓе, значи имаме едно или до две примарни сетила, некој е повеќе ориентиран на чувствата, некој повеќе на тоа што го гледа, некој повеќе на тоа што го слуша, и тука веќе почнува разликата во примање на информација, процесирање и давање на информацијата назад. Затоа што ако јас сум визуелец, ако комуницирам со сетилото вид, јас повеќе ќе памтам слики, повеќе ќе запамтам ова све што гледам околу мене, отколку, например, името да го запамтам на некого. Значи, тука е тој проблем што често сретнуваме луѓе, а не знаеме, не можеме да се сетиме на нивното име. Вака, обично визуалците се тие што примаат информација преку сетилото вид, тие памтат слики. Значи, многу е поразлично да памтиш слика, да памтиш звук или да памтиш чувство. Може некој што комуницира со кинестетичкото сетило или сетилото на допир, на чувство, ќе запамти повеќе што таа комуникација каква емоција предизвикала, отколку да го запамти пак името на соговорникот. И на основа на тоа ние после враќаме информација назад, користиме различен вид на зборови. Значи, визуелецот ќе каже јас те гледам тебе, а аудитивецот со слух што комуницира ќе каже јас не те гледам, ама те слушам.
Многу поинако ги филтрираме, ги процесираме информациите. Значи полесно можеме да се разбереме доколку седиме двајца визуелци еден наспрема друг, а доколку имаме некој кој што не е визуелец, односно пристапува аудитивец или само со чувства, тогаш настанува тој проблем во комуникација. Како да го надминеме? Предизвик, И како тогаш се надминуваат овие? Па се учи тоа се техники, може веднаш да се препознае, че многу е важно што во многу тренинзи, ја секогаш го спомнувам, со почит нормално се креираат разни видови на тренинзи, меѓутоа многу често таа невербална комуникација се интерпретира. Значи не можеш да кажеш ти ако некој седи вака, например, дека е навистина концентриран, дека те слуша, че тоа не кажува ништо. Значи, говорот на тело се изучува на сите. Говорот на телото е нешто што се случува откако мозокот ќе изфилтрира информација на свој уникатен начин. И ние не можеме да правиме генерализација дека секој што не те гледа во очи, не те почитува, не те гледа. Секој што некаде се почешува или не знам што, дека лаже или дека... Значи, тоа е генерализација и тука може би има некаква вистина, меѓутоа не е за секогот. Вистината. Ние дека ќе направиме кратка пауза за реклами, а потоа се враќаме назад во студиото, продолжуваме со овој навистина интересен разговор и секако, драги гледачи, и вие ќе може да се вклучите по кратката пауза на нашите две телефонски линии. Новитети, поволности, квалитет, задоволни корисници, 8 години во 200 најуспешни компании во Македонија, 2 години супер бренд на Македонија, 17 години со вас, 17 години Телекабел. Ви благодариме на довербата. Ние знаеме се за главоболката. Се прашувате ли зошто? Ангажиравме научници, мајки, лекари, математичари, студенти, бабами, па дури и волшебник. Тие ни помогнаа да откриеме дека главоболката е најчесто предизвикана од работата, стресот, безработицата, парите, времето, предувањето и гладувањето, дополнителниот стрес и од многу други причини. И пробавме со решенија како што се вежбањето, природата, здравата храна, медитацијата, шопингот и волшебникот од предмалку. Откривме дека можете да ја победите главоболката со само еден кафетин. Кафетин. Ние знаеме се за главоболката. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. 026091924, 026091925 се телефонските линии на кои што може да се јавите и да поставите некое прашање за Марина Анчевска, тренер за личен и професионален развој, основач на Центарот за бизнис психологија во Југоисточна Европа. Ние продолжуваме кај вистината и пронаоѓањето на онаа вистинска вистина. Зборувавме за комуникацијата со другите, меѓутоа многу е значено да се спомени и комуникацијата со самите себе си. Всушност, најпрвен треба нели самите да се разбереме, да го осознаеме тој мисловен процес кој што се случува во нас, за да продолжиме понатаму со останатите околу нас. Секако. Најголем напредок ќе направиме кога ќе сосвестиме себе си. Дали на лично, професионално, прво почнува личното, па потоа доаѓа професионалното. Обично ние почнуваме од професионалното, па после некаде се губиме и пак се враќаме на самите себе. Најважно од се е да се објасни дека секој од нас комуницира на свој уникатен начин, затоа што сите ние си имаме свое минато, во кое што се содржат одлуки донесени во минатото,
кои што може би биле многу од нив демотивирачки, па на основа на нив не се осмелуваме веќе да направиме некој нов чекор, одлуки, сето она што сме го запамтиле, сеќавања, најважно од се, најважен филтер на тоа како филтрираме информација се верувањата и вредностите. Тоа е базичното. Затоа што нашето внимание, нашиот фокус оди кон тоа што ни е важно и вредно. Тоа што мене ме интересира како информација, например, ако сум насочена само да гледам лоши вести, јас секако само тоа ќе го гледам. Секаде, или да, например, лоши вести да кажеме, значи негативности што се случуваат во околината, јас само тоа ќе процесирам како информација, затоа што тоа ми е фокусот. Тоа ми се верувањата дека светот е катастрофа, дека се е лошо и само тоа ќе процесирам. Че огромна разлика има исто така да се осознаеме себе си, дали се фокусираме на работи што не ги сакаме или на работи што ги сакаме. Затоа што и едното и другото ќе го привлечеме, бидејќи мозокот не процесира негација. Значи, она што не го сакаме, мозокот го гледа како го сакаме. Значи, ако е тоа, например, негативно, немотивирачки, натаму ќе оди фокусот. Затоа е многу важно и интересно нашите мисли да ги усмеруваме кон она што ни е важно и вредно, што го сакаме, отколку она што сакаме да го одбегнеме. Меѓутоа и тоа важно што го сакаме и што сакаме да одбегнеме, верувам дека може да не донесе и до конфликт со останатите, па да сакаме да кажеме дека секогаш ние сме во право со тие мисли. Тоа е веќе друг процес, нормално. Пак тоа зависи од верувањата и вредностите, од она што сме го имале како искуство од минатото, че може би имаме потреба ниска самодоверба да се докажеме и тоа го искажуваме на секој можен начин во секако вид на комуникација да го бараме она што нас ни недостасува и изфрустрирано тоа да го докажуваме на секој можен начин во комуникацијата. А може ли тоа да се препознае со говорот? Дали доколку некој погласно зборува, ни зборува дека таа личност има помала самодоверба или доколку некој пак е тоа генерализација и исто како на соговорот со да, затоа што може би, видете, едно правило во НЛП-то е дека позади секое однесување постои добра намера. Може би за многу луѓе тоа е шокирачко размислување, меѓутоа и тоа, например, ако некој зборува гласно, може би треба да дознаеме што е причината што некој зборува гласно. Може би во минатото од своите родители не бил слушнат, па има потреба да зборува гласно. Тоа може би не е насочено кон нас лично, позадината е поинаква. Значи, се она што се случувало во минатото е многу важно за тоа како комуницираме ние сега и овде. Исто така е многу важно, например, како складираме случувања во една временска линија. Дали минатото е пред нас? Па ние нонстоп сме зафатени со минатото или живееме во сегашноста? Дали она што сакаме да го постигнеме во иднина го гледаме пред нас или отпусти страв, дали тоа ќе се исполни или не, ние некаде позади. Па ако се случи, не се случи, ако не е добро. Че има разни филтри што укажуваат на тоа како ние ги насочуваме, ги усмеруваме нашите мисли и на основа на тоа ние комуницираме едни со други. Дека напоменавме на почетокот за комуникацијата и во големите компании, на работното место, како со подобрување на комуникацијата паралелно оди подобрување на успехот на работата и позитивни резултати во една компанија. Што е она што компаниите, на што компаниите треба да внимаваат и да постават некои цели за да се подобри таа комуникација? Како прво треба човекот да се види како човек. Значи, исто е тоа ќе речате сега емоции, психологија во работењето, меѓутоа тоа е едно од најважните. Тоа е еден цел систем од многу луѓе, од многу карактери. Кои што треба да се согласат во тој пак еден систем. Че ние сме единка, меѓутоа ние никогаш не сме сами. Како прво, ние секогаш сме со самите себе. Ние што правиме цел живот? Ние се занимаваме со начинот на размислување, ништо друго. Ние нонстоп комуницираме од наутро кој ќе се разбудиме, ние сме во комуникација. Ако не сме свесни, тоа не значи дека 24 часа ние треба да сме зафатени со нашите мисли, меѓутоа многу е важно
свесно прво да почнеме не да ги контролираме мислите. Тие не можеме да ги контролираме. Тие се доаѓаат, си заминуваат, тоа е како еден филм кој што се движи. Да ги усмеруваме. Онаму каде што треба да ги усмериме, правецот, она што ни е важно и вредно. И на тој начин, значи, ние креираме некаква реалност. Затоа во големите компании е многу важно вработените да го освестат својот мисловен процес, да знаат што им е ни важно и вредно, зошто работат во оваа компанија. Кога ќе го осознаеме тоа, тогаш и мотивацијата е многу поинака. Значи, нормално финансиите се потребни, меѓутоа и покрај финансиите има и други верувања и вредности животот. Ако јас не се наоѓам во тоа компанија, значи тотално не се спојувам со мисијата и визијата на компанијата, а доаѓам само ради финансите, дали јас ќе бидам мотивирана, со каква енергија ќе работам? Секој понеделник ќе ми биде вау, повторно на работа. И тука, од таа моја незадоволство на лично поле, јас комуникацијата со моите колеги ќе биде секако нема да биде мотивирачка. Катастрофално, Да. како се вели. Некаде помеѓу самите себе и компаниите и работата и семејството и комуникацијата во семејството и тука се бара вистината. И тука е судирот на генерации, млади со постари, едни сваќања со други сваќања. Едни верувања и вредности И други верувања и вредности. Чи тука треба да се најде вистинскиот пат за правилна и добра комуникација. Каде и да одиме, себе си се носиме. Значи, ако ние промената не ја направиме во себе, ништо друго не може да се смени. Секогаш ќе бараме изговори, секогаш ќе бараме во околината некој кој што е крив за нашиот неуспех, а успехот доаѓа од натре, среќата доаѓа од натре. Се што се случува, нормално дека има и надворишни извори кои што предизвикуваат некакво однесување или мисловниот процес, меѓутоа ние сме тие што креираме како ќе се однесуваме на околината, како емотивно околината ќе влијае на нас. Затоа има едно исто така многу убаво правило што вика никогаш не е доцна за среќно детство. Со она што се случило, базата на НЛП-то е што содржината не може да се смени. Тоа што се случило како случка, се случило. Начинот на кој што ние ја доживуваме случката е во наши раце. Значи, структурата на размислувањето може да се смени, содржината не. Затоа се вика никогаш не е доцна за среќно детство. Тоа што се случило во минатото може би било секако, може би тешки ситуации, нешто, меѓутоа начинот на кој што ние се сеќаваме на случката може да се смени. И сите тие промени кои што ги бараме да ги направиме за да ја подобриме комуникацијата, го споменуваме НЛП процесот, односно техниката со која што вие работите и која што ги променила животите на многумина кои што ги посетиле овие тренинзи. Да. Како се основи, што всушност се работи на овие тренинзи? Може ли да ни објасните малку повеќе? Невролингвистичко програмирање. Невро, како мозокот функционира, како ние процесираме информација со нашите сетила, како таа се филтрира, значи тоа оди во делови од секунда, и на кој начин ние тоа го искажуваме со зборови. 93% од комуникацијата, она што нашиот мозок процесира, излегува преку невербалната комуникација, говорот на телото, и затоа никогаш не можеме да знаеме дали некој што не гледа во очи, дали лаже или не лаже, може да предпоставиме, затоа што има свој мисловен процес. Значи, излегува преку зборовите 7%, 93% е невербалната комуникација, и како тие мисловни процеси нас не програмираат во некакви навики, во некаков вид на однесување. Значи, ние сакале или не, ние сите сме на некој начин програмирани. Дали од училиштето, нели, од фамилијата, меѓутоа тие програми во некои делови од животот се користни, во некои веќе не. Значи, треба да се направи некаква промена. Промена не може да се направи на начинот на кој што сме ја направиле сме ја направиле ситуацијата. Значи, за да се направи промена, треба да се искреира некакво друго однесување. А ние секогаш сакаме да направиме промена на истиот начин на кој што до сега сме живееле. Не може тоа. Значи, мора да се излезе од зоната на комфортот
па да се направи некаква промена. Сите овие тренинзи се многу интерактивни, че се прават различни вежби, затоа што сето она што е базата на размислувањето е во нашата подсвест. Ние на свесно ниво многу ретко можеме да направиме промена. Се доека не го убедиме подсвесниот ум, нема промена. Таму се складирани. Сите минати искуства, одлуки, се е во подсвест. Така и доколку го поминеме успешно, веројатно, овој тренинг и се стигнеме со добра комуникација, веројатно дека ќе можеме и полесно да има подобра моќ на убедување дека нашата вистина е таа вистинската вистина. И можеме да станеме добри продавачи, можеме да станеме добри презентери. Мотиватори, да, луѓето да ги мотивираме. И таа промена се прави веднаш, уште на првиот модул кој што трае 3 дена, луѓето веќе прават некаков шифт, некаква промена. Имаме гледач на линија. Добро утро, кој ни се јавува? Добро утро, повелете, во програма сте? Ало? Добро утро. Добро утро. Да ви ја поздравам на емисијата. Мислам дека многу убава емисија. Такви емисии треба почесто да давате. Ви благодариме. Овака, потполно се согласувам со она што го кажа гостинката, дека се зависи од умот. Заради тоа што ние одиме таму каде што умот не води. Тоа е правило, тоа е закономерност. Состојбата што имаме, било на индивидуален или на колективен општествен план, ја ние произведуваме со нашето однесување и дејствување. Ето тоа потекнува од умот. Сега, тоа што го кажа гостинката, фокусирањето на добри или лоши работи. Тоа е многу значено заради тоа што од тука произлегува еден невидлив закон. А тоа е дека колку повеќе се фокусираме на нешто што не го сакаме, толку повеќе ни се случува истото. Толку повеќе добиваме од истото. А ние сами допренесуваме за такво случување поради тоа што не оставаме место да ни се случи она што го сакаме. Да речеме, некој ве навредил, вие се фокусирате на тој однос, тој не ви дошол дома, а вие го со мислите внесувате дома. Легнувате со таа мисли и не можете да спиете. И така натаму. Се обраќате, мислите како да му вратите. Да. Значи, тоа се закони на човековата природа кои треба да ги познаваат луѓето за да знаат како да се владеат, бидејќи кога човекот ги знае тие закони, тој може да плива на брановите на тие закони, а не наспроти брановите и да се источнува. Да. Сега, она што го кажа фокусирањето на сегашноста и минатото и така натаму, и тука има закон. Ако вие премногу гледате на ретровизорот назад, ќе удирате по движењето напред, ќе правите сообраќајки. Тоа се закономерности и во умот е тоа. Значи, ако претерано се фокусирате на нешто што минало, не го гледаш сегашното и иднината ја пропушташ. Затоа има еден закон на умот. Што испорачуваш према другите, тоа ти се враќа. Ви благодарам на ово обширно објаснување и јавување. Да. Драго ми е што со внимание слушате нашата емисија и во иднина ќе имаме вакви разговори. Ете, гледачот... Тоа е суштината, всушност, на законот на привлекување. Што бараме, тоа ќе добиеме. Што кажуваме, тоа ни се враќа назад. Што размислуваме, тоа повторно ни се враќа назад. Затоа треба да бидеме многу внимателни во процесот на мислите, да ги усмеруваме онаму каде што сакаме да бидеме. Меѓутоа, не секој има на вистина јасна слика за тоа каде треба да биде. И затоа е многу важно себе си прво да сознаеме и целта во животот, мисијата и визијата не е само тоа за компании. Тоа е за секоја индивидуа, е важно да ја открие која е мисијата, зашто сме овде.
позитивната мисла секогаш ја споменуваме во нашите емисии, дека секогаш кога позитивно размислуваме и позитивно добиваме како фидбек, ние како медиуми исто така комуницираме со публиката и пренесуваме некоја информација, гледачите одбираат што ќе гледаат и што ќе примат како информација. Колку е тука голема моќта на комуникацијата? Многу голема. Значи, рекламите, телевизијата, секако имаат моќ да усмеруваат. И затоа е многу важно и луѓето кои што работат, еве и вие и вашата работа, начинот на кој што комуницирате со вашите соговорници, исто така прави нешто во околината, шири некаква информација и тоа е, јас мислам дека тоа е огромна одговорност. Значи, јас како тренер, како основач на овој центар кој што веќе од 2003 година се бавам со НЛП-то, можеби на почеток било како некаква игра, некаква интерес, меѓутоа се повеќе и повеќе гледам дека носам огромна одговорност затоа што секое мое кажување, секое мое објаснување или работиш со луѓе, значи можеш да влијаеш. Одговорноста е голема затоа што луѓето на основа на тоа што ќе го слушнат, видат и почувствуваат, менуваат нешто во својот живот. И секако и мојата мисла треба да биде чиста и позитивна, затоа што јас верувам во тоа дека сите ние сме поврзани. Она што го правам јас има влијание кај вас, има влијание ве се и гледачите и секако ние сите треба да размислуваме колективно, затоа што ние сакали или не сме поврзани едни со други. Не само луѓето, природата. Ако ние комуницираме со негативна мисла, сакаме да наштетиме, не само што ќе му наштетиме на другиот, тоа ќе ни се врати и нас. Тоа се враќа во околината, во природата. И што сме направиле? Сите ние губиме. Не само позитивната мисла, туку и подготвеноста и желбата за промени. И за промени, и размислување на малку повисоко ниво, на системско ниво. Че не само на индивидуално, само јас како единка да бидам среќна и успешна и да возам не знам каква кола, за другите ми е гајле да газам се позади себе. Тоа ќе ми се врати на било каков начин. Таа неизбалансираност. Мора да има баланс во давање и зимање. Тоа е многу важно. Да има баланс во системот. Даваш и зимаш. Дали е тоа материјално, дали е мисловно, било како. Така, во народот често се споменува кога се разговара со некој друг и кога имаме проблем во комуникацијата и кога сакаме нешто да кажеме, велат луѓето изброј до 10, па потоа кажи што имаш. Секако. Тоа е контрола на мисловниот процес, контролирање на сопствените мисли, да не го повредиме другиот наспрема на нас и да најдеме на некој мирен начин заедничко решение. Најважно е прво да се прашаме себе си, дали е соодветно она што сега, тоа што сега во моментот сакам да го изреагирам, дали е тоа нешто мое од минатото, па соговорникот ми е како некаков предизвик или нешто исчепкал во мене што ме потсетува на минатото, или навистина е тоа во ситуацијата во која што се наоѓаме сега. Затоа што ние, верувајте, кога некогаш излегуваме, да кажеме, од кожа или нешто, тоа често пати нема многу врска со соговорникот. Има врска со наши минати случаи и одлуки што ги имаме во минатото доживеани, па ги пресликуваме во одредена ситуација. Пред почетокот на емисијата напоменавте дека и физичката активност и занимавањето со спорт многу влијае на подобра комуникација и на полесна комуникација со останатите. Колку спортот помага да се смири? Значи, ние сме исто како единка, сме еден систем. Нормално имаме тело, имаме мисли, имаме емоции. Тоа се треба да биде во некаков баланс. Начинот на кој што се храниме, значи тоа укажува на тоа колку ние се грижиме за себе си. Физичката активност. Исто така тоа укажува колку ние се грижиме за себе си, колку се сакаме себе си. Ако јас не си посакувам себе си добро, како можам на другите да им посакувам добро? Значи, физичката активност е исто така многу важна. Тоа може да биде и пешачење во природа, не мора да биде вежбање во теретана или јога или тајчи или било што. Важно е да ние филтрираме тоа што не е веќе за нас. Дали е тоа храна, дали се тоа мисли, дали се тоа било што. Тоа мора да излезе од нас на некаков начин. Затоа и потењето е многу важно. Луѓе што не се потат многу, исто тоа укажува колку филтрираат информација.
Значи дека додека спортуваме и додека можеби само пешачиме, можеме да откриеме чија вистина е вистинска вистина. Секако. И да препознаеме всушност што е мојата вистина. Затоа што додека вежбаме, мозокот ни е насочен на нешто друго, телото се ослободува и тогаш вистинското јас излегува. Тоа што е во подсвест. И тука медитацијата, молитвите се исто еден огромен потенцијал, значи, на прочистување на себе, прочистување. Сето тоа е супер. Мора да биде склоп од многу работи. Само работење на себе, само медитација или молитва, исто така не може да не однесе многу подалеку. Мора да има и некаква физичка активност. Че се е тоа, се е систем. Се е систем. Ние сме на крајот на емисијата, Марина. Да. Јас ќе ве замолам за самиот крај. Како да започнат со промените во себе гледачите кои што денеска не гледаат и да имаат подобра комуникација? Може би еве денеска нека биде еден предизвик да бидеме свесни за тоа каде ги усмеруваме мислите. Дали често пати се викаме во текот на денов, леле, не сакам ова, не сакам вака, или се викаме, баш ме сакала тоа да ми се случи, или сакам. Значи многу е важно еве денеска нека биде тоа темата, што не сакаме, а што сакаме. Каде ни оди фокусот повеќе. И понеделнички како започеток на оваа работна недела имаме навистина интересен вовед во сето она што до крајот на неделата ќе треба да го сработиме, па нека биде со позитивна мисла и со љубов кон сето она што се работи. Секако. Љубов за себе и љубов за другите околу нас. Ви благодарам многу што денеска одвоивте време. Се надевам дека повторно ќе се видиме во некоја следна прилика на некоја друга тема која што исто така ќе ги едуцира нашите гледачи и ќе имаме повторно интересен разговор во нашето студио. Благодарам, Сања, за поканата. Јас на вистина уживав и ми помина многу брзо времето. И поздрав до гледачите. Ви благодарам. Драги гледачи, и вам ви благодарам што денеска бевте повторно дел од 24 од Сесрце. Останете со програмата на телевизија 24 вести. Имајте позитивна мисла, а 24 од Сесрце утре во истиот термин.